Здраво за сите мали супер звездички кои во моментов се наоѓаат пред малите екрани и ја следат нашата денешна емисија за која што ви гарантирам дека ќе биде многу возбудлива. Веднаш до мене седи Војо, собственикот на онаа продавница Zoo Vivarium, кој што повеќето љубители на животни добро го знаат. Војче еднаш кога беше гостин во Супер звезда, здраво живо, добро дојде повтор пат. Добре ве најдов, баш ми е драго, нели со овој пат имаме една малце поинаква улога, значи да коментираме едни туѓи миленичиња. Така, туѓи миленичиња, така. Да. Овој пат го замоливме Војо да биде заедно со нас како голем љубител и добар познавач на животинскиот свет. Денеска во Супер звезда ќе биде гостин со цел да ви прикажеме нешто што досега во Македонија не е видено. Имено станува збор за една моја посета на една амстердамска зоолошка градина и тоа се има случајно во 2004 година, пред значи цели 3 години. Во периодот додека јас живеев таму, бев редовен посетител на една од најубавите зоолошки градини на светот, морам искрено значи да признам. Така да оној материјал кој што го видов и кој што го снимив таму, денеска ќе имаме шанса специјално и премиерно да го прикажеме во емисијата Супер звезда. А мојот и вашиот драг пријател Војо ќе биде тука да ни помогне во остварувањето на оваа задача. Кажи ми, Војо, пред се, од каде се роди твојата голема љубов према животните? Па веројатно од баш таква возраст, значи на најмало дете, посетував често зоолошки градини, веројатно тука и потекнува љубовта кон животните. Прерасна во таква да еден ден си создадам еден свој свет во кој функционираат и живеат животни, владеат животни, еден свет во кој буквално се они на првото место, нели? А јас сум тој кој се грижам за нив. Веројатно на истиот начин се грижат и луѓето во амстердамскава зоолошка градина, на која ќе ми биде драго, нели, да го искоментираме сето тоа. Значи гледаме една урбана дивина во следниве 30 на минути. Така, да направиме сега мала пауза за рекламите, а веднаш потоа се враќаме, почитувани драги, најмали, најценети гледачи. Денеска ќе имате специјална прилика, значи ексклузивно во емисијата Супер звезда да видите снимки од една од најголемите и најубавите зоолошки градини ширум светот, а тоа е зоолошката градина Артис од Амстердам. Значи во центарот на градот Амстердам, еве можат да видат сега гледачите, се наоѓа еден од најубавите зоолошки паркови на целиот свет. Станува збор за паркот Артис, кој што е чудоневидувачки голем пред се, има повеќе илјади животни внатре. Јас имав среќа да во тоа време живеам во Амстердам и бев многу често гостин во таа зоолошка градина. Од проста причина што многу сакам животни, исто како и мојот денешен гостин Војче. Војче, што те натера да се влюбиш толку во животните? Па, веројатно ете посетата на зоолошкиве градини кои што ни се нудат во околината или подалеку, ми биле исто како и на секој дете, претпоставувам голема желба да се види еден поинаков животински свет, еден свет во кој нели функционираат животинки од различни краеви. И за жал ние немаме таква можност во Скопје да видиме, па еве ова е една убава прилика и можност да видиме еден убав пример на зоолошка градина како гледаме во моментов. Значи животинки од целиот свет, мајмуни кои што се навистина веројатно атракција за сите деца. Чудо. И првенствено нешто што остава впечаток кај деца, претпоставувам се мајмуниве. Најмногу ги сакаат и децата и мајмуните децата. Така, веројатно и обратно, затоа што веројатно се слични на нас луѓето, нели, еволутивно сепак потекнуваме од нив, но на децата им се атрактивни затоа што се слични, а се сепак различни. Каков мајмун е овој Војо? Орангутан е веројатно исто еден од попопуларните мајмуни по зоолошките градини, бидејќи има импресивната димензија, големина. Децата најчесто го поистоветуваат со луѓе затоа што е многу сличен, нели, човекот лик е сепак мајмун. А ова се веќе едни лемури кои што се доста популарни во последно време по оној популарен цртан филм Мадагаскар, од каде нели и потекнуваат. Они живеат само на Мадагаскар, така? Живеат исклучиво на Мадагаскар и се едни примати од стариот свет, значи една поинаква категорија на примати. А ова се веќе популарни капуцинери кои што популарно се пак ќе кажам познати како кратци по филмовите и слично. Значи сепак животинки кои што се доста активни, атрактивни за зоолошки градини. И ова е веќе еден дел во кој претпоставувам се птици кои потекнуваат од тропски краишта и како најава за едни уште поекзотични птици во еден ваков затворен дел со идеални, ќе речем, услови. Да, неверојатно, ова е нешто градина.
нешто што се уште може да сонуваме да го имаме, би посакал, значи, некогаш и ние да имаме ваква зоолошка градина. Така. Сега, ова тукан ли се вика? Да, ова е тукан, птица која што потекнува од Африка, ги има во неколку различни видови, а ова е веќе птица турако, која што е исто популарна по зоолошките градини, доста ретка птица, загрозена птица, јаде бобинки, семиња и понекогаш знае мали глодари или рептили. Ова е една птица трубач се нарекува, исто така потекнува од Африка. Претежно пак ќе кажам јадат семиња и мали овошја, да речеме зрнести топчести овошја, бобинки. Тука веројатно и се гнезда. Да, сакаше да го дупне дрво и почна да прави дупка за да избега неверојатно. Си прават куќа за да нели имаат бебиња во скоро време. За да имаат бебињата. Ова е еден обичен гавран кој што го фатив во зоолошката градина, дојде на местото каде што беа шатките. И вакви шатки имаме и ние, значи, тука, но интересно е што секаде по Амстердам, онаму каде што има канали, а ги има по бајаги многу, има вакви шатки и они слободно се движат, слободно се живеат и никој не сака да прави супа од мив, што би било пример овдека, на пример, кај нас, кога истото би се случило. Така е, веројатно е баш пријатно да се внесе во една урбана средина како што е Амстердам, да се внесе малку дел од природата, но овој дел е буквално еден поинаков дел, значи ова е дел со фламинго птици кои што се исклучително тешки за негување и одгледување, бидејќи јадат планктони, тоа е исклучително, ќе кажам, тешко да се одржи во заробеништво и веројатно зоолошката е една од успешните во светот која држи ваква убава колекција на фамилија од фламинго птици, кои што за жал не можеме да ги контактираме, значи не сакаат многу контакти со луѓе, но апсолутно се преубави да ги гледаме и наблюдуваме од далеку. И ова се нашите познати штркови, ги имаме во Македонија, веројатно сите од нас како мали особено ни биле баш атрактивни и интересни овие птици, особено кога долетуваат на есен и на пролет. Ова е дел во кој што живеат веројатно птици мочварки, оние птици кои што живеат во мочуришта, бари и езера. За во една таква водена средина, но тропска овој пат, да се преселиме на гавијалиси. Тоа се еден вид на крокодили, кои во моментов дури несат јајца, што пак ќе кажам, тоа е загрозен вид кој што исклучително е ретко и квалитетно да добиеме бебиња во заробеништво од токму овој вид кој е навистина редок и загрозен. А оваа жилка што е волку голема? Оваа жилка е неверојатно голема и пораснала. Они живеат на Галапагос, ваквите жилки? Па повеќето потекнуваат од таму од Галапагос, но има и едни во Африка кои исто така растат големи и се со едни гигантски, значи димензии, некаде од преку 200 до 300 килограми. А жилките ги има во најразличен број и тоа се веројатно и најава во овој случај како најава за влезот во терариумот или место по аквариумот, еволутивно пак ќе кажеме, значи како и напредуваат, токму така се и подредени во зоолошкава градина. Ова се веќе едни водни жилки, кои што во случајов ги имаме сичини од неколку различни видови, но ете фино и убаво функционираат во едно исто живеалиште, а ова е еден мал, се нарекува штрумф крокодил. Штрумф крокодил? Штрумф крокодил. Баш е како штрумф со очи, леле, колку е симпатичен. Јаде мали деца овој штрумф? Не, он е многу умен, расте некаде до 80 см и тоа е најмалиот крокодил кој постои. Потекнува од Африка и е најмалиот кој што воопшто постои од таа мала фамилија на 23 видови на крокодили. Ова се веќе едни агами кои што се исто по потекло од Африка, пустински гуштери, а ова е веќе една игуана од островите Галапагос, се нарекува носорог игуана поради тоа големо чело и ноздрва напред. Инаку е вегетаријанец и е, пак ќе кажам, исклучително ретко животно. Веројатно сите досега примероци што ги видовме се навистина ретки и загрозени во природа и апсолутно треба да ги пазиме и чуваме, како во случајот во зоолошкава во Амстердам, која што веројатно има програм за нивно размножување. Ова е веќе еден нилски варан, познат гуштер монитор ги нарекуваме. Јаде луѓе кој што потекнува од Африка и да, знае да биде агресивен, ќе треба да внимаваме во контактот со него, бидејќи е навистина и голем. Димензијата може да му достигне некаде и преку 2 метри. Ова е веќе популарна игуана која во изминативе неколку години е и домашно милениче дури и кај нас.
доста популарно, но животинче кое што расте исто поголемо и треба да се подготви едно поголемо живеалиште за нејзе, бидејќи расте некаде до 1 метар и 80 сантиметри. Ова е змииште некој. Да, ова е веќе сериозно. Кои живеат змии, ова се неотровни, за да преминеме на кобри, како во моментов која гледаме, тоа е кралска кобра и е исклучително опасна и отровна. Каснувањето на вакво животно знае да биде смртоносно. И ова веќе звечарка, која што исто така е отровна, смртоносна, ќе мора апсолутно да внимаваме на контактот со ваквите животинки. Но ова се веќе едни питони кои што суперзвездите имаа прилика да ги видат. Овие се малце поголеми, но ние игравме со едни помали животинки. Ова е една обична сладководна рибка, нели? Вакви луѓе најчесто чуваат во аквариум по дома. Златна рибка која исполнува желби. Во овој случај една желба да одиме во најдобрата зоолошка градина на свет. Овие се веќе риби кои не исполнуваат желби, туку јадат луѓе, тоа се пирани, значи баш типични карнивори, риби кои што се исклучително агресивни. И ова е во последно време популарната ража, која нели од која загина Стив Ирвин, познатиот ловец на австралиски ловец на крокодили. И ова е веројатно еден сладководен аквариум со риби од Јужна Америка, кои што се и tekako големи нели како димензија, но и доста надарени на колоритна боја. Риби кои што се чуваат и во нашите аквариуми, но малце поратко бидејќи растат во едни поинакви поголеми димензии и апсолутно нели на тоа барат и многу поголем третман, така поголем аквариум, поголеми димензии на аквариум. Лесно ли е да се чуваат вака риби во аквариум во зоолошка градина? Какви се услови треба да се создадат? Проблемот на зоолошките градини е што ваквите аквариуми кај нив се со гигантски димензии, со огромна литража на вода и тоа е исклучително тешко да се одржува. Овде може да се види, овде има преку 30-40 аквариуми, вистински онака. Тоа се практично базени, мали базени во кои функционира еден животински свет од тропските краишта. Ова се кинеските популарни кои. Не, на крапови ми личат. Златни рибки, да, тоа се сродници на краповите, но ова се декоративна една варијанта. И јадат марула исто као јас. Да. Без оцет. Така. Гледачите имаат прилика да видат баш еден убав колорит на подводен свет кој пак ќе кажем исклучително тешко да се одржува. Веројатно гледачите кои во моментов не гледаат, имаат аквариум по дома, знаат колку е тешко да се одржуваат неколку литри аквариумска вода, а не вакви аквариуми кои што се со една поприлично голема димензија. Ова е веќе сладководен дел од акваристиката. Пак ќе кажеме риби кои што се со едни фини, убави, атрактивни димензии, атрактивни веројатно за зоолошки градини и пак ќе заприметиме дека чистотата, бистрината на водата е на едно високо, одлично ниво. Ова е чудо од риба, една голема риба која сама си пливаше во аквариумот. Ваква вистински, значи, нит сум видел, нит имам представа каде може нешто вакво да се сретне. Не научив како се вика оваа риба, но едноставно ме импресионира самото тоа што беше голема, чудна и многу интересна. Така, значи, веќе ова е морскиот дел од акваристиката од аквариумот. Ова е веќе едно леопардово бебе ајкула. А ова е рибата лав која има отровни боцки по целото тело и не смееме да дојдеме во допир со нејзе, бидејќи има отровни нели боцки со кои може да не повреди. Смртоносна е? Смртоносна е, да. Овде некои исто така прекрасни чудни риби, оваа па со точки како си паници да има добиено. Оваа прекрасна убава, како се вика тоа се лист риби тие? Пеперут. Ова е риба пеперутка, нели? Риба пеперутка. Тоа се морски риби, пак ќе кажеме, значи живеат исклучиво во морињата. Ова исто е една ајкула. Ова се веќе морски ежиња, веројатно оние кои биле на море, веројатно ги виделе. А има некои што имале помалку среќа да ги осетиле, ги стапнале на нив. Ова беше многу интересно рибче. Такво чудно, интересно, у милион бои како в кочането, така си седеше и си пливаше. А еве го ежето од другата страна. Неверојатно чувството да се биде, значи, во една ваква зоолошка градина како што е Артис. Толку многу риби имаше таму што ја би можел да кажам дека такво чудо не сум можел да претпоставам дека воопшто некаде може и да постои. Еве, значи, овдека така исто премногу риби.
повторно ајкули и повторно ражи во еден убав голем аквариум. И Значи, веројатно овие се тие секогаш- смртоносни ражи. Така е, така. Еве го и мојот татко тука кој што беше со мене. Бевме заедно, еве се виде баш во овој момент. Драган заедно со мене. Ова е една моруна, значи една огромна риба која што е исто агресивна и ја сретнуваме во морињата, апсолутно пак ќе напоменам агресивно животно и ќе треба да припазуваме на контактот со него. Ова е една убава леопардова ајкула. Уф, каква е. Неверојатно колку е убава. А ова што чудо е сега со ваков смешан нос? И ова е популарниот октопод, Октопод ли? октопод, колку е да, убав, да, еве го. кој во оваа голема капа позади него има едно мастило со кое што се брани. Значи ако осети непријател, знае да испушти една известна количина на тоа негово мастило и го користи моментот на замаглување за да Побегне. избега. А и бега така што ја полни таа топка, таа капа со вода и ете вака исчезнува. Пушта мастило и штрафта. И после тоа бега како пумпа ја исфрлува и бега назад. Неверојатна работа. Ова сега да има какво чудо е, каква чудна риба беше, дури и помалку страшно изгледаше. Значи, а самите аквариуми се направени да наликуваат на самата природна средина, да бидат потполно исти како и средината каде што природно си живеат рибите, значи. Комплетно да не долови животната средина на подводниот свет или на рибките од местата каде потекнуваат. Вакви риби можат да се чуваат по дома? Па повеќето од нив да се чуваат, но оние пак ќе кажем со помали некои димензии, вакви поголеми прекрасно изгледаат во зоолошките градини, Но бараат специјален исклучителна третман. нега, така, исклучителна нега и затоа токму можеме да ги видиме таму. Затоа исто тоа животинки кои што ги сретнуваме претежно во зоолошки градини. Какво чудо беше Тоа беа ова на корали. Тоа беа корали? Тоа беа корали и анемони, се нарекуваат. Ова е некое мало рибче, такво, ова е рак. Така, значи еден животински свет од една водна средина, значи функционираат во тој еден синџир на исхрана, значи тука се полжави ракчиња кои што го одржуваат целиот тој систем. Ова е значи пресек на еден од амстердамските канали со цел да можат посетителите да видат какви риби има во оние канали со кои што испресечен градот Амстердам и е буквално како би изгледал значи еден од каналите кој би можел да биде пресечен да се види. Впрочем и тоа го направија, затоа горе се гледа како има паркирани возила, а демек што се случува од другата страна во каналот, може да се види токму од оваа страна кај што сме ние. И стварно е еден куп риби кои што пливаат во Амстердам. Понекогаш се случува да видам некои од луѓето да ловат риби, да фатат и да ги вратат повторно назад. Јас ги прашав зошто ги враќате рибите, а не ги пржите одма како кај нас. Вика, овие риби вика не се за јадење, вика ако сакаме таква ќе си купиме, вика риба која што е специјално одгледувана за таа намена. Еве има и жаби, значи не само риби во амстердамските канали. Еве таму имаше една, а овде кај ги има повеќе жаби собрани на вакви жаби има и кај нас. Ова е една од најубавите нешто што воопшто сум го видел во животот. Ова е една медуза. Е ли медуза или нешто друго? Анемона, една слична животинка од морињата. Толку нестварно изгледаше, ја не знам дали е 3D анимација или нешто стварно се случува пред мене. Нешто беше вистински фантастично и неверојатно направено. Можеме да приметиме дека морскиот свет особено изобилува со колорит, со едни поинакви форми, несвојствени за сладководната средина, а уште по несвојствени за копното. Затоа и веројатно на повеќето им е доста атрактивно, затоа што како животна средина околина е ова скроз поразлична од она на која сме навикнале да гледаме. Ова сум јас во хороскоп војо. Па значи имаме тројца лавови во моментов. Јас, ти и овој на снимката. Има и повеќе. Значи кралот на животните во едно преубаво живеалиште, направено адаптирана една средина на Африка, во која може да уживаат една мала фамилија од лав со неколку лавици, како тоа би го направиле во нивната природна средина, со еден воден ареал со кој се одделуваат од публиката и оставаат печатот на една отворена животна средина. Еве го и црниот пантер. Така беше пантер. Црн пантер или црн леопард. Така ги нарекуваат популарно, но тоа се всушност јагуари кои што потекнуваат од Јужна Америка и може да се чуваат дури да се парат заедно. Значи тоа е црниот јагуар со оној на кој сме навикнале, значи оние округли дамки кои ги има по телото.
го спремен за својот ручек, овој тигар ужива, значи во моментов кога му го донеса, значи ова парче месо од неколку килограми. Еве како изгледаше моментот кога јадеше, а од другата страна хиените седат и викаат: штета што имаме ограда, не можеме да појдеме таму па да му земеме пола. Они се тие кои што крадат најчесто оградата. Или па тие веќе се наеле, па еве ги дремат, одмараат во да. попладневно сонце. Тоа се диви африкански кучиња кои живеат во еден убав чопор. Ова веќе, така? Не, ова е веќе едно мече, носесто мече се нарекува, ова е коати мунди, така се нарекува, и е од сродник на ракунот и е по потекло од Јужна и Средна Америка. Живее во џунглите, се храни со инсекти, но поретко и со овошје. И најголемото копнено животно, ова се индиските слонови, живеат во една убава фамилија, голема фамилија, и ова е една, нели, позната жирафа. Тоа се камели, ова е веќе делот на африканските големи цицачи. Ова се двогрби камели кои ги гледаме во моментов, а веројатно таму имаат и едногрби. Тоа се двата познати типа на камели. Зошто имаат грб како камелите? Пустински животни кои на тој начин складираат резерви, нели, за во сушните моменти, периоди од животот. А ова е најмалата антилопа на свет, се нарекува пигмејска африканска, инаку мала џуџаста антилопа, и тоа е најголемата димензија која расте. Сакаат луѓе многу овие антилопи и цело време се мазеше со посетителите кои беа во зоолошката градина. Највисоката точка на оваа антилопа е 41 санти во гребенот и е најмалата антилопа што постои. Ова е интересен момент. Значи ова се морските лавови. Ова се лавови, ама морски, така е. Морски лавови. Еве овде се случи една интересна случка, впрочем ќе може и да видиме на очигледно сите посетители што направи овој морски лав. Направи да пукне. Добар поздрав. Да, и го бакна зоонегователот, кој што е задолжен да ги храни. И секој ден во одредено време, значи, се случува една ваква атракција во која што посетителите на зоопаркот Артис можат да уживаат. Исклучително паметни животни кои за некој се нарекува дури дека се со интелигенција на 5-годишно дете. Може да направат навистина убаво шоу во една зоолошка градина. Кокошките се веројатно дел од овој пат од Kinder Zoo или Baby Zoo, во секоја зоолошка поинаку се нарекува, или дел од каде што се бебиња животни, или градина дел во кој можат бебињата да контактираат со животните. Ете, така Тука се домашните животинки, како кокошки, овци, козички, зајчиња, и се сите слободни, трчаат меѓу нас. Да, и си играат со децата доаѓаат тука прв пат да ги видат, да ги запознаат оние деца кои што немале шанса тоа да го сторат. Така да дури организирани групи од училиште доаѓаат и една од работите кои што ги прават е да појдат во тој затворен дел и да можат децата да си поиграат, да ги пипнат, да ги фатат и да видат едноставно како се однесуваат овие домашни миленичиња, домашни животни. Не се миленичиња. Домашни животни кои во оваа случка, нели, ги нарекуваме дури градина на замилување, petting zoo, или дел каде се милуваат животинките, така да е убаво да едно дете создаде однос кон животните. А ова се веќе чинчили, јужноамерикански глодари кои често пати од нив прават бунди, но во случајот ние ги чуваме како миленици, а ова е една мала група на дегу глодари, сродници на чинчили, кои што во овој случај, во ова живеалиште, мирно спијат во него. Една мала фамилија, еве ги и доле, во една убава бројка, за да продолжиме со Дабар, нивни сродници, но овој пат во една поинаква средина, во водната средина. Интересно е тоа што во зоолошката градина Артис, освен животни, значи може да се видат и инсекти. Овие ги имаме и кај нас, летаат од цвет на цвет и собираат мед. А убаво е да се видат во една зоолошка градина како функционираат како едно семејство, бидејќи сепак тие имаат една многу добра организација со која функционираат. А ова е веќе една тарантула, еден пајак од Јужна Америка во случајот, за да забележиме малку подоле и едни джиновски лебарки кои што се од островот Мадагаскар. Ова се познати скакулци кои летно време ги имаме кај нас. И една убава колекција на овој пат препарирани пеперуги, кои што живеат исклучително кратко и е навистина тешко да се одржуваат живи во зоолошка градина, за да преминеме тука во еден музеј на препарирани животинки, на животни кои
се изумрени, кои веќе не постојат, но и кои живеат во моментов. И за да видиме една интересна димензија на едно растение кое што јаде инсекти. Со оваа клешта ги затвара во незината кабина и испушта сокови со кои ги топи инсектите и така ги искористува нивните хранливи состојки. Чудо на природата, значи неверојатна работа. Растение кое јаде инсекти. Ова е од некој диносаурус. Да, ова се веќе скелети од изумрени животни, од животни кои веќе не постојат, предпоставувам. Остатоците од нив кои не асоцираат на едно изумрено време, на едно време кое не постои повеќе, на времето на Јура, на времето на диносаурусите. Еве не повторно во програма, јас и Војо, јас уживав во оние снимки кои што ги гледав. Уживаше ли ти, Војо? Апсолутно, значи веројатно самиот тој свет во кој функционираат тамо животните, значи се буквално чувствуваат како во природа, дури некои од нив веројатно и условите се многу подобри него во природните, бидејќи некој друг им носи храна, друг им приготвува, лови за нив, они само седат и треба да глумат дека се звезди, супер звезди. Може ли да се спореди, значи тоа што го видовме со ова што во моментов се случува кај нас? Какви се условите во нашата зоолошка градина? За жал ние имаме две зоолошки градини, едната е во Скопје, едната е во Битола. Граѓаните можат да ги забележат и видат и двете. За жал пак ќе употребам, нашите градини не наликуваат ни воопште на овие, но тоа не треба јас да го кажам, веројатно сите кои што во последно време ја посетиле зоолошката, го забележале тоа. Да се надеваме дека еден ден условите ќе се сменат, па и ние ќе имаме некои вакви слични места од каде ќе правиме и коментираме некои нови супер звезди. И за крај, што да им порачаме на оние најмалечки гледачи кои што во моментов не гледаат, како треба ти да се однесуваат со животинскиот свет околу себе? Ќе напоменам, при посетата на зоолошка градина најубаво е да седиме на страна во оние места каде ни е дозволено контакт со животните, како посебните делови од зоолошката, бебе зоолошките, нели, каде можеме да галиме животинчиња, каде е тоа нагласено и дозволено, тоа да го направиме, во спротивно да се држиме настрана, бидејќи сепак животните си ја бранат сопствената територија, некои од нив знаат да бидат и опасни. Значи, мој совет, дознајте се за нив, истражувајте, нели, воодушевувајте се на нивната убавина, но секогаш држете се на страна, сепак се тоа диви животинки кои што функционираат на нивниот свет. Тука има некаква бариера помеѓу нас, значи дали е стакло, решетка или можеби воден канал, од тука натаму функционираат тие со нивните закони на природата. Значи, сепак ќе кажам дека треба да се ценат, да ги цениме апсолутно, и за сите оние родители можеби кои што се двоумат, а не се решени дали тоа да го направат, мислам дека за секој дете апсолутно е поздраво, поубаво да живее и функционира со едно домашно милениче, без разлика тоа на кој вид му припаѓа, дали рибка, куче, маче, можеби некој рептил или глодар, значи без разлика на тоа какво животинче, убаво е едно дете да расте и да има однос кон некое живо битие кое и одговорност некакви тоа да има кон некого. Значи во секој случај животот со животните знае да биде забавен, едукативен, особено за нашата млада публика. Јас ти благодарам за тоа што денеска ни беше гостин во Суперзвезда и ти ветувам, а им ветувам и на гледачите дека многу наскоро повторно ќе се видиме во една од најубавите продавници за домашни миленичиња, а тоа е во токму она продавница која создае Војо. Доаѓаме пак во Зоовивариум. Ви благодарам и значи се гледаме на мој терен. Се гледаме следниот пат таму. Фала, пријатно и чао до сите кои што денеска беа со емисијата Суперзвезда. Чао.